Исто така недостасуваат и над 1000 лица, односно чекаат во ФИОКа кадар кој што треба да биде сертифициран или лиценциран, не знам точно како е. Денес е последниот работен ден на законодавното на собранието. Законот за жал не помина чина. Да, јас како што имам информација до влегување во студиото денеска и нема, претпоставам дека собранието е завршило. Со тоа се закочи и процесот за понатамошно продолжување на постапката. Да, за жал поднесовме, направивме иницијатива за промена. Добро, каде е проблемот? Зошто законот не се најде на дневен ред или воопшто не? Навистина не знам зошто политичарите, зборам во парламентот председени денеска, одлучија да на грбот на децата да прават политика. Немаше потреба. Луѓе во чекале за лиценција од 21 година, 22 и 23 дел пријавени, денеска се пријавуваат се уште. Тоа е нормален процес, така барање може да поднесе секој. Чи бројот надминува можеби над 1000? Над 1000 веќе денеска и таа бројка, така да веќе не броиме, затоа што верувајте дека не ги решивме тие од 21 кои што се дискриминирани за жал, така бидејќи други кои што биле од 23 пријавени, па тие полагале. Тука е уствари суштинскиот проблем на прашањето кој што го поставуваме, а да не зборам 5000 дечиња кои што погоре ги споменавме, се токму на терет на овие нелиценцирани наши сограѓани, нели, кои што се пријавиле за ова, да денеска немаме нели доволен кадар и во самите градинки за да можат овие дечиња да се згрижат. Така да едното со другото е поврзано, зборам само по себе, затоа имаме толкова бројка денеска на листите на чекање.